Нова тема? Нова тема во студио, односно нов разговор. Веќе со нас во студио е тука професор доктор Вратко Неделковски, декан на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Оттаму ни споделуваат за огромниот успех кој што го доживеа минатата година во однос на запишани нови студенти, а оваа година тоа е зголемено за 30%. Сега, зошто толкав број млади го избираат токму овој факултет, какви програми и визии стојат за сето ова за кое што кажа и Симона, а нели тоа го зборуваат и бројките. Утрово разговараме со нашиот гостин. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Минатата година факултетот на кој што сте декан имаше рекорден број запишани студенти. Оваа година бројките велат 30% повеќе. Што е клучниот фактор за овој зголемен интерес? Добро, за нас голем успех. Факторите се сигурно повеќе. Се уште сме во тек на упис. Помина само првиот уписен рок. Во очекување сме на вториот и на третиот, меѓутоа сите најави се позитивни и сигурен сум дека овој тренд на зголемување на бројот на студенти ќе продолжи. Тоа што ние како факултет, како наставен кадар и администрација изминативе години го правиме, тоа е подигнување максимално во рамките на нашите можности на условите за студирање, како просторни, така и програмски. Така да ова е резултат на една кохезија и заедничка работа на целиот наставно-научен совет, сите професори, администрација, меѓутоа морам да кажам и на средните специјални училишта, како што е спортската гимназија и спортската академија, со кои што имам одлична соработка, кои што се наши комши, односно живееме во еден ист простор и мислам дека токму тука е одговорот на растот на бројот на студентите за оваа година. Што значи овој раст на бројот на студенти за вашиот факултет во однос на академски, организацијски и кадровски промени? Па пред се значи голема одговорност за довербата која што сме ја добиле кај нашите идни студенти, нормално кај сите оние кои што размислуваат во иднина да се запишат на нашиот факултет. Ние сме комплетно екипирани и кадровски и административно да ги прифатиме и да им ги дадеме сите оние услови кои што сигурно тие ги бараат. Ги слушав и предходните разговори овде кај вашето студио дека се подготвував. Оваа Z генерација наистина знае што сака. Едно е делот на учењето и начинот како тие учат, меѓутоа информациите кои што ги имаат достапноста, интернетот и сето она кое што е модерен начин на живење, навистина ги гради во една генерација која што конкретно знае што сака, меѓутоа очигледно знае и што не знае, па знае каде да ги побара одговорите на прашањата. Дали зголемениот интерес е резултат на поголема популарност на спортот и здравиот начин на живот меѓу младите, конкретно генерацијата Z, или пак и на подобрената програма на факултетот? Можеме ли да ги споиме сите овие работи заедно? Имате ли направено некоја анализа? Секако дека спортот како нишка е главен носител на интересот за упис на нашиот факултет. Мораме тука да споменеме и дека начинот на живот, навиките полека, но сигурно во добар правец се менува, така да луѓето, граѓаните се свесни за потребата од физичка активност. Програмите актуелни важат уште една година. Ние согласно Закон за високо образование веќе почнавме со процес на реакредитација. Нормално тие ќе бидат освежени, ќе бидат апдейтирани и ќе се воведат и одредени новини кои што се потребни со новиот начин на живот и барањето на студентите, така да мислам дека без проблем ќе одговориме на сите предизвици кои што ќе бидат пред нас. Со кои нови студентски програми, предмети или активности ќе се издвојувате и ќе привлекувате повеќе студенти, не само изминатава и ова која што не следи, меѓутоа и наредните години со цел да продолжи трендот на зголемен број студенти на факултетот? Па ние имаме две актуелни програми во делот на студирање на основни студии. Тоа е програмата за условно професори по физичко, која што е 4 годишна, и насоката за тренери, која што е 3 годишна програма. На насоката за тренери имаме многу подгрупи, кај што се тренери во колективните спортови, индивидуалните спортови, кондицијска припрема, фитнес, аеробик и така натака. Мислам дека многу поголем фокус треба да ставиме сега на оваа насока спорт за тренери, затоа што тука имаме простор сериозен за раст. Ако земеме во предвид дека во насоката за професори по физичко, мислам дека оваа година прв пат во историјата комплетно ќе ја пополниме
квотата, што е резултат и на интерес за студирање заради проодноста на нашите кадри во основните и средните училишта. Оној закон кој што се донесе и каде што се воведоа наши кадри од прво оделение во наставата по физичко до 9-то и нормално се тоа што беше во претходно во средните училишта. Растењето на свеста, како што реков, на граѓаните и се поголемата потреба од персонални тренери, фитнес инструктори, луѓе кои што работат во теретаните и се тоа што е поврзано со фитнес индустријата. А колку спортистите, тренерите, професионалците од спортот влијаат како амбасадори на факултетот за да се зголеми интересот? И имате ли поддршката од нив и ја добивате ли поддршката, добивате ли идеи, бидејќи многу од нив поминале токму низ тој факултет? Апсолутно. Нашите алумни кои што не представуваат во клубовите и федерациите во Македонија, но и во странство се нашата лична карта. Дел и од професорите се активно вклучени во сите овие репрезентации, клубови и така натака. Нормално дека секој позитивен пример е голем плюс на нашето конто и ние се обидуваме на што повисоко ниво да имаме таа комуникација со нашите алумни кои што и понатака би биле наши достојни репрезенти. Дали зголемувањето на бројот на студенти понатака значи и зголемување на можноста да се продлабочува спортската наука, односно меѓународните соработки и истражувањата на ова поле? Па ние се надеваме, меѓутоа не секогаш квантитетот значи квалитет. Тука веќе доаѓа нашата улога да извадиме максимум од овие студенти и кандидати. Радува фактот што се уште не се објавени конечните листи, меѓутоа линијата на освоени бодови, односно просекот во државна квота е многу покачен од минатите години. Ако била линијата некои 72 бода, сега е на некои 82, што значи дека ќе видиме што ќе покаже времето, можеби сме добили многу поквалитетни студенти со подобар успех од средното образование. Што се однесува до научниот дел, правиме максимум. Ние минатата година бевме организатори, соорганизатори на голем европски конгрес, на кој што дојда гости од цел свет, од преку 40 држави, заедно со FIEPS Европа и FIEPS World, и еве да најавам за следната година, исто така редовна наша годишна конференција во соработка со Универзитетот Барселона и нивниот престижен научен институт, кој што ќе се одржи исто така во Охрид во септември месец. Сето тоа е поле на можност за развој во научниот дел, се надеваме дека тој тренд ќе го задржи. И за крај, професоре, кои се визиите и плановите на факултетот за следните неколку години? Па како и досега, и во иднина ќе ги ревидираме нашите наставни програми како прво. Веќе многу направивме во делот на инфраструктурата и условите за студентите, дали се тоа амфитеатри, сали со облекувални, се тоа што е потребно за типот на настава каква што ние имаме. Очекуваме реализација на одредени инфраструктурни спортски отворени терени и да најавам во тек се разговори за новата зграда на факултетот која што се гради во кампусот на УКИМ. Има и некои одредени варијанти, веќе се во активна фаза тие преговори заедно со Министерството, ректоратот и владата, така да се надевам дека за многу брзо време ќе имаме добри вести и во делот на изградбата на новата зграда на факултетот, која што е насушна потреба со оглед на растот на бројот на студенти, што не е лесно да се оствари во овие трендови на намалување на број и на новородени и на број на одселени луѓе и намалување на бројот на матурантите. Да сме реални, ќе доаѓаат тешки времиња и ако го задржиме овој курс и ова ниво на број на упис, треба да бидеме навистина задоволни. Ви благодариме за гостувањето во Македонија. Благодарам уште на поканата и ве поканувам во секоја можност да го посетите нашиот факултет.